ако дојде некој ваш бугарски колега, Божидар Димитров, било кој, да дојде да речи кој ви е основоположник на македонската литература или современа поезија, ви речете Венко Марковски. Венко Марковски, кој вие, бугарската политика, го плативте дебело, цело време го слушавте, со прислушкувачи го држевте затворен во станот. И тој ќе излези и ќе ви покаже дека тој се декларирал како бугарин. Значи има подпис. Знаете, има подпис дека и Панко Брашнаров е деклариран бугарин. Гледате колку проблем ние имаме со Љупчо Ѓорѓиевски, му правиме проблеми, нели, земал бугарски пасош, бугарско државјанство и така натаму, а сме толку беневолентни кон Венко Марковски. Значи, иста ситуација. Толку и критикуваме овие шофери наши 50 или 100.000 или не знам работници кои земат бугарско државјанство за да работат во странство, а тука за Венко Марковски и сега вас да слушам 10 минути на овие оправдувања, те бил вака, те бил онака, те бил малтретиран. Па можеби јас сум бил малтретиран во изминатите 17 години. Па можеби сте били и вие, сте поминали еден бурен период, сте били историчар во едно незгодно време. Па не ви паднало на памет да се напишете бугари, да поплюкате по све она што сте биле. Значи, ако е целта да го осудиме тогаш во ред. Јас не сум за такви црно-бели решенија. Можеме да го осудиме. Ете, предавник, онака како што не учеше Колишевски до 91 година, дека бил предавник, дека бил бугарин, се може тоа да го кажете. И се може да држи. Но држи и тоа дека тој бил првиот македонски поет, кој 40-41 година младите македонски комунисти из Македонија се калеле, се воодушевувале со поезијата на Венко Марковски. Тоа е историски факт. Јас не сакам ни да го осудам, не сакам ништо да правам. Не, јас само велам, немојте луѓе да правиме пародија од све. Да земеме човеков кој се декларира на крајот на живот како бугарин, да го промовираме во основоположник на македонската поезија. Пред својата смрт напишал стихови во кои се декларирал како македонец. Вие го познавате Венко Марковски лично? Да, ја го познав лично. Значи сите овие приказни, живеел во мизерија, живеел тежок живот, бил малтретиран, бил принудуван, испраќан на Голи оток и така натаму, па затоа морал да побегне во Бугарија и тамо, не по своја волја да се одроди, да не биде македонец, да биде бугарин. Како вие ги доживувате сите тие квалификации, објаснувања? Тој беше апсолутно привилегирован. Тој живееше во една од најбелите куќи во Скопје покрај паркот. Имаше на располагање огромни привилегии. Во времето кога другите македонски, да не кажам младите македонски писатели од мојата генерација, живееве во ужасни услови, беа потурнати, се сомневаа во нив, ги наречува со разни идеолошки погрдни имиња. Знаете, тоа се за него не важеше. Тој беше на раце носен, па имаше и свој кружок, како што се знае. На млади луѓе кои него го обожаваа и мислеа дека тој треба да биде водач и главен лидер на нашата целокупна култура. Тој сметаше дека целокупната македонска култура треба да биде во негова сенка. Тој си се дефинирал многу јасно. Кога одиш во Бугарија, да вдмаваш со дрво и со камења, да го негираш сето она што претходно си го работил. Тоа е најмал. А треба да се има во предвид дека тоа е 65 година. Тоа е само 10 години, 20 години по завршувањето на Втората светска војна. Сеуте македонски Во кој учествувал? Во кој што учествувал и се борел за тие македонски идеали. Имал функции, бил член на президиум, член на комисијата за кодификација на македонскиот јазик. Сите функции ги има поминато. Без малку сива еминенција на македонската литература и култура. Да. Недвојбен е тој впечаток дека ние се сочуваме со одреден процес на воморовизација на македонската историја. Гледате со какви пастелни историски тонови на некој начин се отсликува животното дело на Тодор Александров. Се ваат одредени контраверзи од животот на Крста Петков Мисирков и на крајот се бара одредена рехабилитација на Венко Марковски. Човек си го поставил прашањето кој е следниот, дали тоа ќе биде Ванчо Михајлов. Кога би стаиле во еден кош, кој што денес се става, бидејќи денес се отвараат многу теми, најмногу се отвара за Тодор Александров, се отвара за Крста Петков Мисирков и се отвара за Венко Марковски. Како вие би ги дефинирале тие тројца? Можете да најдете некој НЗС за сите нив, можете да најдете некоја линија која ги поврзува или ги одделува? Едната линија која ги поврзува е миграцијата. Животот во миграција. Родени во Македонија. Да бидеш во туѓа земја. А разликата која е во нив. Едниот умрел од глад, бидејќи ги напишал македонските работи во истата таа Бугарија. Другиот бил прославен, ама за тоа па синот му го тепале, значи па една трагична судбина го поврзува, а Тодор Александров
една личност во која на крајот од животот нели го подпишува 24-та година тој мајски манифест во кој бара обединување на македонското национално ослободително движење, но сосема друга личност за која двајцата се овие културни дејци. И вие мислите дека тие живееле во туѓа држава? Ја барем мислам дека барем двајца мислеле дека живееле во своја држава. Дека Македонија ќе сувале како територија и родно место кај што се родени, ама не како своја држава. Може би Венко Марковски тоа не го чувствувал, но се декларирал заради други цели. А Тодор Александров може би тој го чувствувал. Значи сепак меѓу нив е таа разликата, што едниот може би заради други интереси го направи. И сега гледате, влагаме во еден процес на воморовизација на нашата историја. Ако сакаме сите овие луѓе спорни, неспорни, да ги пикнеме во еден исти кош. Тоа Тужман се обиде да го направи во Хрватска со на некој начин помирување и на Анте Павлевич и на Јосип Брз Тито. Пробуваме да го правиме ние овде во Македонија и мислам дека тоа може да ни зададе сериозна гангрена на нашето национално ткиво. Не се согласувам. Сметам дека сите премолчани петна од историјата треба да ги извадиме, па макар да ги прогласиме и за предавници, и за бугарски, за вакви такви, но не сме да се премолчува историјата. Поентата ми е во тоа. Како вие денес, знаејќи го Венко, знаејќи неговата поезија, неговиот животопис, ви можеле да го дефинирате Венко Марковски? Ја го дефинирам него како врвен оксиморон, фигуративно искажување на една противречност. Тој е контроверзен автор, кој што поради многу причини е манипулиран и во обете средини. Сето тоа он што го врши, паѓа, во не еден заборав, туку паѓа во една самонегација за тоа што тој, се откажува од сето тоа, се откажува од своето творештво, од својот јазик, од својата нација, кажува дека не постојат, а он бил создавачен нивен. И туа е таа противречност. Се откажува од еден дел на својот живот. Се откажува фактички што. Он може да го стори тоа, но делото не се брише. Така што тој, сосема легитимно си останува наш автор. Но сигурно не како материја или лектира врз која ќе бидат воспитувани генерации, зашто не може да ги воспитуваме генерациите да бидат предавници на својот народ и својот јазик и својата нација. Не доаѓа во обзир. Академиче, вие сте правиле многу антологии, избори на македонски поети и така натаму. Има една цртичка, една секвенца која ми е многу интересна. Ко правите пред 20 на 30 на години одредена антологија на македонските поети, Венко Марковски од вас бара да не биде ставен во тоа друштво, туку да биде ставен во антологија на бугарски поети. Уште пред да замени во Бугарија. Па ја бев апсолутно, да ви кажам, вака многу непријатно изненаден од таа негова изјава. Јас сум во некаква врска со него били по линија на мојата сопруга, која е некој далечен негов роднина. Тој ме сретна на улица, беше у тешка ситуација со окото и со здравјето, и ја го зедов во фичо, возев да викам да кај одиш во болница. И го однесо во болница. Пред да се разделиме, тој најднаш ми вика: слушај, зете, слушам дека правиш антологија на бугарската поезија за Нолит. Да, викам, праваме за молеба. Мене ке ми ставиш таму. Јас сум бугарски поет. Ја тоа не го зедов сериозно, му реков: Венко, нема да те ставам. Ти си за мене се уште македонски поет. Но тој веќе во тоа време апсолутно се откажа од нас, од нашиот јазик, од својот род, од својата нација, што стварно за мене беше шокантно. Не знам што е причината, зашто е толку голем револт, затоа што тој отишол во Бугарија. Впрочем, може би господине Миновски, бидејќи сме го сметале или го сметале генерација, човекот избега во Бугарија пред јас воопшто да се родам, бидејќи го сметале како еден од перијаниците на македонското партизанско движење. И веројатно разочараноста од таков човек тогаш е многу поголема ако почне да плюка по се она што бил до таа 65-та. Веројатно тука е причината. Постои и специфичен однос во однос на Бугарија, тоа е веќе многу пати елаборирано и докажано. Меѓутоа мене секако ми дава за право да се сомневам во тоа дека и Бугарија фактички ја користи неговата позиција како
како партија и како власт да се пресмета со македонската комунистичка партија и мислам дека тоа е судир меѓу две комунистички идеологии, затоа што ако не беше така, зошто на пример бугарите не го погребаа во алијата на заслужни? Зошто е погреба на крајот на бугарските централни софиски Значи гробишта? на крајот Венко заврши заборавен и од македонците и од бугарите. Да, затоа мислам дека во оној втор дел негов Значи тој сепак е на трагична фигура. Да, после бегството во Бугарија мислам дека тој е тотално искористен, испразнет како човек и интелектуалец. Ако треба да се направи одредена историска паралела, тогаш Венко Марковски веројатно по својот животен хабитус е можеби најсличен на Јован Вранишковски. Двајцата во одредена фаза од сопствениот живот се откажуваат од тоа сопствено македонство.